Почитувани пратеници, почитувани министри од владниот кабинет, почитувани представници на локалната власт, почитувани граѓани. Најголемо признание за нашата работа е кога ќе се видат плодовите од истата. Среќен сум што денеска ја посетив градинката во Матече и општина Липково. Со ова решаваме горлив проблем на жителите на ова населено место. Градинката е со капацитет за згрижување на над 117 деца и ова е најголемата градинка на територијата на општина Липково. Вкупната инвестиција е 960.000 евра. Објектот е изграден на површина од 560 метри квадратни, а во него ќе може да се згрижат деца од јасли до 6 години. Градинката ќе има и собствена кујна со капацитет за подготовка од 100 до 200 оброци дневно. Градинката е современ енергетско ефикасен објект, изграден по сите стандарди, со цел обезбедување подобар квалитет на раното детско згрижување и воспитување и подобрување на пристапот и интересот за услугите поврзани со згрижувањето и воспитувањето на нашите најмили од нивната најрана возраст. Го посетив и Домот на културата тука во Матече и драго ми е што од владата се обезбедени 30 милиони денари и со кофинансирање на општината. И се надевам дека во блиска иднина ќе биде заокружена изградбата на исти. Почитувани, децата се темелот на секое општество. Нивниот здрав раст и развој се секогаш во нашиот фокус и затоа сме силно посветени на подобрување на условите во постојните градинки, но и изградба на нови низ целата држава. Од 2017 година до сега отворени се или реконструирани вкупно 83 градинки низ целата држава со опфат од над 8.000 деца. Тоа не се само бројки, туку реални придобивки и поддршка за семејствата, но и траен влог во развојот и иднината на државата. Сето ова е вистинска грижа за децата, за нашите најмлади и најмили и за сите граѓани. Тоа се политики кои даваат резултат, кои докажуваат дека се грижиме за сите. Почитувани присутни, ќе продолжиме да работиме посветено и одговорно, како што тоа го правевме и до сега. Нашата цел е да создадеме европски услови за живот, да обезбедиме повисок животен стандард и да ги задржиме нашите млади дома. Зацртавме што поскоро остварување на европските перспективи. Тоа и ќе го оствариме заедно. Ви благодарам на вниманието.